180.000 динари е еднократна неповратна помош за руралните жени од земјоделските стопанства. Со оваа измена во начинот на остварување на мерката за поддршка на активен женски член во земјоделското домаќинство, од владата велат дека ќе придонесе кон родова еднаквост и промовирање на принципот на недискриминација. Жените фармери одамна се жалат на покомплицирани процедури и критериуми кога станува збор за остварување на права од програмата за рурален развој или искористување на европските фондови. Не знаеме кај е проблемот, затоа што повеќе ги форсират младите, во ред е сето тоа, младите треба се вратат на село, меѓутоа додека не се позанимаваат со мајките, младите не може да се вратат во село, затоа што жената, тоест мајката, значи е столб на заедницата и уште во родовите заедници, во родовото време, жената го зазела местото на семејството, на земјоделието, впрочем и таа нели го открила житото жената. Така да, за да и младите може да се вратат во селото, треба на жените да им дават поголеми бенефити. Зборам исто за ИПАРД, значи тоа е поголем апел за Европска унија, затоа што не дават посебни критериуми за жената, а тоа е многу потребно. Од Проагрофармери велат дека надлежните институции ќе бараат ревизија на критериумите и промоција на принципот на недискриминација за искористување на ИПАРД фондовите. Жените земјоделки многу ретко или воопшто не аплицираат за овие средства, најчесто поради слабата информираност, а и поради ограничувачкиот критериум кој го има во националната програма, каде што услов е жената да е во брак, да има родено едно дете, да е невработена и да живее во населено место над 700 метри надморска висина. За овој ограничувачки фактор, а може да се каже и дискриминирачки услов, веќе реагира и од Министерството за земјоделие, каде што за да излезат во пресред на барањата на жените земјоделки, овој критериум ќе биде предмет на ревизија и ќе биде дефиниран согласно начелата за родова еднаквост. За поголема искористеност на овие средства, неопходно е и поголемо вклучување на жените во креирање на земјоделските политики, но и нивно активно инволвирање во процесите на одлучување за рурален развој како на локално ниво, така и на национално ниво. Новата мерка од Министерството велат дека овозможува поддршка за активен женски член во земјоделското домаќинство. Конкретно преку неа Министерството ќе доделува 180.000 динари еднократна и неповратна финансиска поддршка за инвестиции, што ќе придонесат за развој на руралните средини на женски член на земјоделското стопанство запишано во единствениот регистар на земјоделски стопанства. Измените, додаваат во соопштението, се направени по извршените консултации со Министерството за труд и социјална политика и Националната федерација на фармери.